Добар ден, почитувани гледачи. Се надевам дека следните минути ќе бидете заедно со нас и дека секако, како и секогаш, ќе се фокусираме на културата со интересни теми. За почеток, мојата прва гостинка неодамна ја објави книгата Раскази Облогот, и ова е незина втора книга. Имено во 2021 таа имаше незината прва книга насловена Силуети. Авторка е која поставува теми кои ќе напоттикнат на длабоки размислувања, и откако ја прочитав Облогот, навистина сум под силни впечатоци. Верувајте, и вам истото ќе ви биде откако ќе ја прочитате оваа книга. А за се подетално околу самата книга и околу незините активности зборуваме о продолжение со Станка Бајлозова-Барламова. Добре ни дојде. Ти благодарам, Марија. Драго ми е што сме на ти. Што не сме на вие, тука сме генерацијски, и баш би сакала да е овој разговор опуштен и секако се радам дека ќе биде интересно за нашите гледачи. Пред се, честитки за твоето ново дело. Облогот ме воодушевија расказите како читател, навистина се различни, од секој аспект ги допираш нив, но има една нишка која што се провлекува кај сите, а тоа е емпатијата. Па еве кажи ни како ти оваа книга ја доживуваш. Ти благодарам, Марија, најпрво ти благодарам за убавите зборови. Инаку Облогот е книга во која што се сместени 22 приказни или 22 раскази. Сите раскази по однос на темите и мотивите се доста различни, нели, меѓу себе. Меѓутоа постои една работа која што ги поврзува сите тие раскази, а тоа е всушност, нели, дека луѓето постојано, нели, низ текот на животот се обложуваат на нешта, едноставно понекогаш дури си играат и со суштинските работи во животот, што не би требало, нели, да биде тоа така. Меѓутоа, еве, вклопи во оваа книга 22 приказни во кои што има теми кои што се доста живи, доста актуелни, и навистина се надевам дека овие раскази ќе бидат живи и актуелни за читателите кои што, нели, кај кои што книгата допрва треба да дојде. Да, ти обработуваш повеќе ликови тука всушност. Значи имаме за професорка, за докторка, за депресивец, манипулатор, демнач, значи секакви профили на луѓе, и колку е всушност тоа тешко да се влезе во туѓа кожа, да се раскажува од нивен аспект? Па мене лично ми е предизвик да се ставам во ситуација да ги анализирам и да ги обсервирам нештата кои што постојано, нели, се случуваат околу мене, и доколку се ставите во една таква ситуација и не би требало да е толку тешко, нели? Инаку книгата изобилува со психолошки кодови, се согласувам, нели, со тебе, и ликовите внатре се доста специфични. Самите раскази се вметнати се распоредени во неколку циклуси во самата книга. Например, во циклусот Туги тела имам ликови кои што на некој начин прават, метафорички кажано, прават експерименти за излез од сопствените тела, и сега колку успеваат, нели, во тоа ќе видат самите читатели. Во циклусот Пукнатини во времето имам ликови кои што не се пронашле во просторот и времето, каде што ги втурнале, нели, кармата и духот на природата, па прават обиди за излез, нели, од просторот и времето каде што живеат моментално и трагаат по нови простори и нови времиња за живење. И заедничко кај сите тие ликови е тоа што сите ликови ги поврзува хаотичноста во нивната психологизација. Интровертноста кај ликовите воопшто не е складна и кореспондирачка со јавниот профил кој што тие го прикажуваат во реалноста. Значи самата нивна интровертност воопшто не е паралелна и не е кореспондирачка со екстровертноста со која што тие настапуваат во реалноста, и едноставно нивната психологизација кај повеќето од ликовите во сите 22 приказни, психологизацијата на ликовите е во една хаотична состојба. Секој чест за тоа, буквално да се влезе во друга личност, да се размислува на тој начин
како сите овие ликови кои што се сосем различни, воопшто не е едноставно, така што тоа е мајсторијата и браво за тоа. Ти благодарам. Ете, во однос на тоа, подготвуваше ли ти требаше некоја подготовка да се влезе во кожа на депресивец, на силувач, тоа се навистина сериозни состојби, нели? Така, мислам дека едноставно реалноста во која што живееме е доста инспиративна и самата реалност едноставно ме поттикна на таков вид на размислување и сето она што го обсервирам од реалноста, сето она што го гледам во реалноста, се трудам, нели, сето тоа да го погледнам низ мојата призма, низ мојот фокус на гледање, го преработувам сето тоа и го преточувам во приказна. Инаку, да, имаш доста добро забележано. Отварам прашање, еве, например, од типот за тоа колку брзо и колку лесно може да се заработува во денешно време преку светот. Колку е тоа истовремено и иронично, меѓутоа, ете, метафорички кажано, и забавно колку младиот свет може денеска брзо и лесно да заработува преку бизнисот. Отварам прашање од типот за абсурдноста на живење во домашните заедници. Особено преку социјалните мрежи, во денешно време се виде потребата кај луѓето, таа енормна потреба да се прикажуваат работи кои што не се вистина. Нели, не знам зошто, меѓутоа, особено кај мнозинството кај нас во Македонија, се јавува таа потреба кај луѓето да се прикажуваат себеси во светла кои што не се кореспондирачки со нивната фактичка, реална состојба. Еве, например, да кажеме, еве еден конкретен пример. Имаме, например, некое семејство кое што пласира постојано фотографии на социјалните мрежи и на тие фотографии, нели, сите тие фотографии, нели, се на некој начин симулација за љубов, среќа, хармонија. Имаме тука убави предмети кои што го обкружуваат тоа семејство на тие фотографии. Меѓутоа, позади заднината на нештата, всушност се крие спротивното. За жал се крие насилство, психолошко, физичко. Имаме една атмосфера во која што најблиските не се поднесуваат меѓу себе. Се чини дека секој второ семејство е за жал. Да, мислам, тоа е алармантно, меѓутоа тоа се согласувам со тебе, тоа што се пласира на мрежите диаметрално различно од нивната реалност. Така. Имаме многу примери такви, нели? Така што тоа е страшно. И еве, сето тоа во расказите, во неколку раскази каде што и отворам вакви теми, го носам до степен на сарказам, па за жал и до степен на еден трагичен хумор. Да, тоа е сепак болна тема, но ти многу вешто сето тоа го изведуваш, како што спомна, преку иронија, сарказам. Ти благодарам. Сето тоа така. Може би треба и со психијатри, со психолози, и сме разговарале на оваа тема и понатака за тој синдром представување на нешто што не сме. Социјалните мрежи тоа некако многу го наложија, ми се чини некако изминатите години, и тоа е поразително посебно за младите, нели, за новите генерации. Тиета и таа тема ја третираш. Насловот е облогот, и како што спомнавме на почетокот, луѓето се подготвени на многу работи да се обложуваат. И на што се сме подготвени да се обложуваме во животот? Тој професорката Весна Мојчетова-Чепишевска, ќе поздравиме во моментот, истото прашање го поставува во твојата рецензија. Така, па мислам дека луѓето се спремни на многу нешта да се обложуваат во животот, се спремни дури да се обложуваат и на суштински работи. И сето тоа зависи, мислам, најмногу од условите и околностите во кои што се наоѓаат. И има една честа фраза која најчесто мнозинството ја употребува, а тоа е фразата јас никогаш не би. Јас никогаш не би едно, јас никогаш не би друго, не би направила, нели, трето, четврто и така натаму. Меѓутоа сметам дека таа фраза мнозинството ја употребува најчесто од перспектива на комфорна зона. Меѓутоа кога луѓето излегуваат од таа своја комфорна зона, всушност тогаш нивните постапки го зборуваат токму спротивното, меѓутоа, нели, не сме за да судиме никому, меѓутоа да, сметам дека луѓето се обложуваат често на суштински работи, а тоа не би смеело, нели, да е така.
Апсолутно. Кажи ми за самиот процес, Станка, на создавање на делото. Колку време, дали правиш многу корекции или пишуваш одеднаш? Каков е твојот стил на креирање? Па, Облогот како книга почна да се создава некаде 2023 година и тогаш почнав со пишување на првите раскази, кои што некои од нив се сместени, нели, денеска внатре во книгата. И најпрво на почетокот дел од расказите, неколку кои што ги имам денеска во книгата, се објавени на англиски јазик во антологии исписанија надвор од Македонија. И бидејќи тие раскази беа прифатени од уредници, од издавачки одбори на списанија и беа пропратени со доста позитивни критики и оценки, на некој начин тоа ми беше и инспирацијата. Си реков, ај да видам, нели, што се имам во компјутерот, да направам една селекција и да ги ставам сите тие раскази во една книга која што, нели, денеска носи наслов Облогот и излезе од печат сега пред околу некаде септември месец во издание на Издавачкиот центар 3. Голема е привилегијата да можат и странски списанија, луѓе од странство да го препознаат твојот труд и квалитет, така што браво, секоја чест и за тоа. Да се надеваме дека твоите дела ќе бидат преведени на други јазици, нели? Тоа е голема желба, претпоставам, за секој автор. Да, нормално дека е така. Меѓутоа, нели, да видиме времето, со тек на време. Да, со тек на време како ќе си течат работите. Ќе си дојде се на свое, нели, некогаш треба и трпение. Во една прилика изјави, најважна работа, една од најважните работи во животот е да не се изгубиш себе си. Си имала ли ситуации кога можеби си била на работ, а сепак си се извлекла и си продолжила напред? Мислам, тоа на секому му се случува. Да, да. Мислам дека такви ситуации има апсолутно секој во животот, меѓутоа да, сум имала такви ситуации и сум била доволно храбра за да излезам од тие ситуации, за да се зачувам себе си на некој начин, а за тоа колку човек ќе се зачува себе си и колку ќе остане доследен на себе, зависи од многу фактори, зависи од средината во која што живее, зависи од луѓето кои што го опкружуваат, зависи од најважните личности најважните, најблиските личности кои што ги има, нели, во животот. Зависи од тоа колку човек е задоволен од приватниот и професионалниот живот што го води. Ако не е задоволен, нели, на какви се жртви е спремен за да направи промени, па да креира подобра верзија од себе. И мислам дека луѓето најчесто се губат во ситуации кога еве да кажам, бараат работа онаму каде што не треба, или односно се занимаваат со тугите животи, а не занимавајќи се со себе и на некој начин трудејќи се да креираат подобра верзија од себе. Мислам дека тогаш најчесто се губат. Така е, кога ќе се посветиме на себе, никој околу нас многу не мислам, кој што прави, зборам од подалечните луѓе, не вознемирува тоа, нели? Кога не се занимаваме со себе си, имаме време за сите други. Мислам во смисла да се окупираме со други животи. За жал, најчесто е така во средината во која што живееме. Македонија е релативно мала држава, нели? Еве, каде и да одиш, дали Скопје или некој друг град, обично ќе најдеш некој познат. И да, има доста такви примери, како што велиш, ти се согласувам. Станка, колку се промени од твоето прво дело, од твојата прва книга раскази до сега? Чувствуваш ли дека постојано созреваш? Па, општо прифатената дефиниција за созревањето е дека, нели, созревањето е процес, демек, кој што трае до 20-тата, 30-тата година и човек тука е спремен на се, меѓутоа не се согласувам дека тоа е така. Јас лично сметам дека созревањето е процес кој што трае од почетокот до крајот на животот, па еве, доколку, нели, имаме можност да ги доживееме и тие 90-тите години, например, да кажам, од животот, верувам дека и до тој момент животот нуди можности за постојано за нови созревања, бидејќи низ текот на животот ние постојано учиме, постојано запознаваме нови луѓе, стекнуваме нови искуства. И баш заради тоа сметам дека созревањето е процес кој што трае до последната секунда од животот.
И учењето, нели? Да. Постојаното учење. Да. Инаку, јас лично како автор сум задоволна од тоа што го сработив во облогот и мислам дека најрелевантниот суд за нештата не се ниту наградите, ниту признанијата кои што еден човек може да ги добие низ текот на животот, туку е баш искреноста кон себе, колку ќе бидеш искрен за тоа што си сработил, нели, до одредена фаза од животот. И мислам дека да, постои голема разлика помеѓу Силуети, која што излезе од печат 2021 и облогот која што излезе од печат годинава. Меѓутоа, колку е таа разлика, ќе им оставам простор на читателите сами да ја пронајдат и се надевам дека ќе има кои што ќе ги прочитаат, нели, читатели ќе има кои што ќе ги прочитаат и двете книги. А какви се реакциите, ете ги спомнавме читателите, какви се нивните печатоци кои допираат до тебе? Претпоставам секој на свој начин си ја доживува книгата. Да. Секогаш има простор, нели, кога се создава едно уметничко дело, секогаш тука постои простор читателот да си го доживее тоа дело на свој начин. Не мора да значи, нели, дека мислата која што ја пласира авторот, дека различни читатели ќе ја доживеат на ист начин. Напротив, мислам дека тука постои доста простор за истата таа мисла да се доживее на безброј различни начини. Инаку конкретно за облогот мислам дека се уште е многу рано, за да кажам, да, бидејќи неколку месеци. Да, и немам направено се уште ни промоција на самата книга, меѓутоа најверојатно ќе се случи кон крајот на ноември, па тогаш до тогаш најверојатно ќе ги дочекам и првите коментари од читателите. Секако. Авторка си исто така Станка и на монографијата 50 години распеани Валандовчани. И сега за гледачите кои што можеби не знаат, станува збор за музички ансамбл за староградска, народна и ново компонирана музика, кој е основан и обстојува од 1973 година. Колку време ја подготвуваше монографијата и беше ли предизвикувачки да се најдат архиви, да се најдат цитати, податоци и материјали? Па, на овој истражувачки труд на монографијата 50 години распеани Валандовчани, јас работев во текот на 2021 и во текот на 2022 година и таа монографија излезе од печат некаде август 2023 година. Инаку работам во Центарот за култура 25 мај во Валандово и Центарот за култура е тесно поврзан со музичкиот ансамбл распеани Валандовчани, бидејќи тоа е група на луѓе кои што често доаѓаат да вежбаат во Домот на култура. Мислам, сите своји вежби, нели, сите своји средби баш ги реализираат таму и можеби, нели, беше предизвик и тоа каков, нели, за да се напише оваа монографија, меѓутоа неблагодарно би било да кажам дека беше тука ептен некој макотрпен процес за да дојдам до информации и факти, бидејќи работам во базата, нели, баш во Центарот за култура, каде што се сочувани сите информации, сите факти и ми беше навистина беше тоа навистина едно убаво чувство и беше истовремено предизвик да се пребара низ тие архиви, да се отворат некои стари албуми со слики, тетрадки со запишани информации и така натаму. Баш интересно. И токму ете по тој повод, по повод на пишаната монографија, исто така доби признание од општина Валандово, 6 ноември е признанието во 2023 година. И сега ги спомнавме наградите. Ова не ти е твое единствено признание, не е единствена награда, ти исто така доби награда за најдобар расказ на литературниот конкурс на манифестацијата Денови на мајка Тереза, како и трета награда за расказ на литературниот конкурс Раскажувам фотографија на Меморијалниот центар за Холокаустот на евреите во Скопје. Како си пак ти ги гледаш на наградите? Потикли се, обврскали се? Како ти гледаш на нив? Наградите во различни периоди од животот, мислам дека човек секогаш различно ги доживува. Инаку, нели, нормално дека се мотивација за работа, меѓутоа тоа е мотивација во вид на искра, која што пламнува и се гаси, не е мотивација која што трае континуирано. Мислам дека за еден писател, за човек кој што пишува, не постои поголема награда од тоа да се оформи своја читателска публика. Инаку да, се е мотивација, меѓутоа
не е таа нели баш она суштинската мотивација која што еден човек кој што одлучил да работи во одредена област, нели баш тоа да е конкретната мотивација која што треба постојано да го води. Така, апсолутно. Спомнавме дека исто така работиш во Домот на културата во Валандово 25 мај. Кои активности ги имате таму? Работам во Центарот за култура во Валандово од 2018 година. Работам во областа на литературната дејност, меѓутоа ова само како форма, инаку не значи нели дека ептен се ограничувам само во литературната дејност. Пример за тоа иве пролетта некаде оваа година работев со средношколци и со деветоделенци на театарската представа Убавината чекори сама. Според сценарието беше направено според авторот, според оригиналната верзија Убавината чекори сама на авторот Томе Арсовски. Работам со клуб на читатели, се трудам барем еднаш годишно да имаме гости писатели, значи од домашната сцена со кои што правам книжевни разговори, имаме музичка дејност во Домот на култура, имаме библиотечна дејност, го имаме најстариот фестивал за новокомпонирана музика во Македонија, тоа е Фолкфест Валандово, кој што се одржува секоја година, некаде кон крајот на мај месец и така. Имате, да, убави настани во Валандово и едноставно како место е навистина преубаво. Па секогаш некако се топли луѓето таму. Да, јас и ве поканувам и тебе, Марија, те поканувам и тимот во Телевизија 24, дојдете еве некогаш во Домот на културата, ќе ми биде драго да дојдете, бидејќи не знам, еве поради ситуацијата во која што се наоѓаме во Македонија, многу малку нели се вложува, за жал, во културата. Поголемиот дел од културните институции се, за жал, не во една добра физичка состојба, меѓутоа Домот на култура во Валандово е навистина едно прекрасно, ново реновирано место, повелете дојдете. Благодарам на поканата, ете убава можност, се надевам дека ќе имаме прилика и таму да снимиме нешто. Што приватно сакаш да читаш? Кој жанр така те воодушевува? Па читам во различни области, искрено. Меѓутоа, обожавам реализам кој што се одвива во рурални средини. Затоа ја сакам Перл Бак со Добра земја, затоа го сакам Стале Попов со Карпен живот, затоа го сакам Петрема Андриевски со Пиреј, инаку читам релативно во различни области. Па, навистина, интересно и така и треба, некако да ги шириме видиците. Да. Млада авторка си, дел си од издавачката Куќа 3. Како гледаш на македонската книжевна сцена моментално? Имаме многу автори, се чини голема инспирација. Како од твој аспект гледаш на моменталната ситуација? На добар пат ли сме кога станува збор книжевност? Па, факт е дека постои хиперпродукција, не само во книжевноста, туку апсолутно во повеќето области. Инаку, поради самата хиперпродукција постои тука простор за селекција, за да се прави селекција, нели, што е книжевност, а што всушност не. Што треба воопшто да се објави, а што не, бидејќи апсолутно се објавува. Меѓутоа, немаме такви филтри, реално немаме, бидејќи живееме во демократско општество каде што секој може да каже се и секој апсолутно може да објави се. Меѓутоа, имаме и доста многу добри, квалитетни млади книжевни гласови, кои што дел од нив се афирмираат, дел од нив сметам дека допрва ќе си го најдат својот пат. Меѓутоа, за да го пронајдат својот пат до успехот, мислам дека тука треба помош, треба поголем маркетинг, треба поголема афирмација, треба поголемо вложување во културата од повисоките државни органи. Мислам дека секој уметник не е доволно да си го трасира својот пат исклучиво сам. Потребна е и поддршка и помош и така натаму. Апсолутно. Имаш ли инспирација деновиве за некое ново четиво, работиш ли на нешто моментално, пишуваш ли деновиве нешто? Па, инспирацијата секогаш е присутна кај мене. И после 2 објавени книги раскази би требало да започнам со работа врз роман. Меѓутоа, интересно. Да, меѓутоа, еве да оставиме времето да си го покаже своето и да видиме што ќе излезе од сето тоа. Спонтано
опуштено, нели, и се ќе си дојде на свое место. Многу ти благодарам за овој приубав разговор. Еве да кажеме и гледачите каде можат да купат книгата. Сите кои што се заинтересирани можат да ја пронајдат во книжарниците на Издавачкиот центар 3. Во процес е дистрибуирањето на книгата и низ други продажни места, па отворајќи на сајтот на Издавачкиот центар 3, сигурно дека ќе пишува на кои други се места ќе ја има и од каде ќе можат да си ја купат. Одлично, и предлог, почитувани гледачи, што да читате овој викенд. Многу ти благодарам, Станка, и успеси понатак. Ти благодарам, Марија, и ти посакувам се најдобро. Благодарам многу. Почитувани гледачи, знаете дека секогаш сакаме да читаме и да дискутираме за книгите. Така беше и денеска, бидејќи на гости ми дојде авторката Станка Бајлозова Барламова. Бидете тука, за кратко се враќаме со нови теми.